Добро дојдовте на фреквенцијата на првиот програмски сервис на македонската телевизија, во уште едно издание од серијалот емисии Медиатека. Живееме во време на нови технологии и информацијска револуција, во кое со само еден клик се отвара свет на милиони информации. Глобалните комуникацијски мрежи сериозно го поставуваат прашањето за степенот на вклученост на децата во овие сервиси на информации. Како да се справиме со глобалната машина која го обликува односот на децата кон стварноста? Едноставно и единствено, со медиумско описменување. На децата им треба образование за медиумите. Останете со нас и слушнете ги размислувањата на учениците, ставовите и сугестиите на експертите на нашата денешна тема. Почнуваме. Тема на денешнава емисија Медиатека е интернет извор на информации. Создаден од Агенцијата за напредни истражувачки проекти АРПА на Соединетите Американски држави во 1969 година, интернетот како глобално поврзан мрежен систем направи светот да стане едно глобално село. Дигитализацијата на сите сегменти на човековата екзистенција целосно ја промени комуникацијата на сите нивоа. Се што не обкружува, телефоните, компјутерите, ТВ приемниците, книгите, часовниците и сите други апарати, полека но сигурно стануваат паметни. Колку сме ние паметни и подготвени за овој нов начин на комуникација, разговараме со гостите во студиото. Ученици од Основното општинско училиште Коле Неделковски од Скопје, ученици од Средното училиште на град Скопје, гимназија Орце Николов и господин Сеат Джигал, комуниколог. Добре ни дојдовте. На почетокот на денешното издание на Медиатека ќе ви покажеме краток видеоматеријал во кој што ќе ви прикажеме што е интернетот и кои се позитивните и негативните страни на интернетот. Како изгледаат прстените на Сатурн? Дали белата боја е боја? Кој ги изградил пирамидите во древниот Египет? Кој бил првиот гол на Роналдо? Одговорите на сите овие прашања и уште милиони други се достапни на интернет преку лаптоп, мобилни телефони, компјутери, таблети. Интернетот е глобален систем на меѓусебно поврзани компјутерски мрежи и преку него се пренесуваат разновидни информации, податоци, услуги, документи и апликации, пораки, телефонски разговори, игри, видеа. Интернетот го опфаќа целиот свет, а бројот на компјутери вклучени во функционирање на тој систем се изразува во стотици илјади. Освен што го користат за да се информираат, за младите интернетот стана и главно средство за основна комуникација, запознавање и дружење. Со помош на интернетот можеме да комуницираме со луѓе кои се на другата страна од светот, со нашите пријатели, роднини во Америка, во Австралија. Можеме и да ги гледаме и да зборуваме со нив. Интернетот ни помага лесно да дојдеме и до некои содржини кои се потребни за во училиште, да го прошириме нашето знаење, да дознаеме повеќе за темите кои нас не интересираат. Новото и широк спектар на информации знаат лесно да се појават и да се рашират и лажни вести. Денешните онлайн извори на вести толку ги имитираат вистинските вести, што е предизвик за младите воопшто да препознаат што е реално, а што е лажно. Затоа се случува овие вести кои се невистинити, но се пренесени најчесто како ексклузивни, шокантни, скандалозни, да имаат најмногу споделувања. Она што е многу важно е што интернетот ја прави лесно достапна која било информација, сместена на кој било компјутер вклучен во мрежата. Од тука, под дигитална писменост се подразбира критичко, разумно и безбедно користење на информатиско-комуникацијската технологија и ова се смета за една од клучните вештини во 21. век. Господин Джигал, ќе ми дозволите најпрвен да започнеме со ставовите на учениците, да ги слушнеме и нивните размислувања. Секако ние тука сме за нив пред се. Така. Ученици, можете ли да замислите еден ден без интернет? Само еден ден. Не. Добро. Што најчесто ве користите од сите овие нови мобилни уреди? Дали користите можеби компјутер, лаптоп, мобилен и зошто? Ајде, кој сака повели? Најчесто користиме мобилен, бидејќи тој е попрактичен. Добро.
Најчесто го употребувам мобилниот, бидејќи со мобилен е полесно ние може да уклучиме некоја веб страница која ни е потребна. Некако ви се чини најпрактичен од сите овие уреди кои што ги Да, имаме бидејќи на лаптопот денешницата? треба да го уклучиме, па лозинката да внесеме. Според мене ги користиме највеќе телефоните од самата причина што имаме специјални апликации каде што можеме само со зборење да не разбират и било што да отворат апликации да резервираат места дали во кино или во ресторан и многу е попрактично и секаде се со нас. Мислам дека нема човек кој што не носи денес телефон со себе. Зашто најчесто еве ги користите мобилните уреди? Дали за комуникација со другарите или можеби за пребарување на некоја информација? Повели? Најчесто мобилниот телефон го користам за комуникација, односно да разговарам со моите пријатели, бидејќи не излагаме толку често колку што седиме на мобилен телефон. И исто така некогаш за домашни работи кои школа не даваат, но исто така и многу често седам на социјалните мрежи. Јас најмногу го користам за образованието во училиште, се подготвувам за различни надпревари, ми треба дополнителни знаења. Па најчесто за социјалните мрежи, Добра. да видам што има ново општо што се случува во светот и некогаш за домашни што не се зададени од училишната настава. Така. Ќе ми откриете како одбирате која содржина ќе ја отворите? Дали можеби според насловот, според фотографијата, бројот на прегледи, што е она што најчесто умее или може да ви испровоцира за да ја отворите токму таа содржина? Најчесто може сликата да ми измами со сликата, насловот и ако е нешто поврзано со спорт, одма го отварам, Така. не размислувам. Добро. Па најчесто темите што се со најприлечен наслов, што највеќе ми прилагаат на мене, тие можеби ќе ги отворам, додека некои што не се толку интересни, што се повторуваат почесто, само ги поминувам и не обрнам многу внимание на нив. Господин Джигал, во една пригода изјавивте дека интернетот е брз медиум. Во таа трка најлесно и најбрзо се вклучуваат младите. Какви информации и каква комуникација секојдневно имаат во рака? Добро, важно е да кажеме дека за овие генерации дека се тие дигитални генерации, односно генерации растени со дигитални медиуми, односно интернет, мобилни телефони и се она што подразбира тој нов вид на технолошки уреди. Јас сум дете на телевизијата, односно не знам како да се живее дома без телевизор или струјата, например. Значи, кога ќе снема струја или нема телевизија, човек се чувствува нелагодно, вознемирено, чувствува дека нешто му не достига од нормалноста на секојдневното живење. За нив денес тоа е интернетот и мобилните, паметните смартфони или уреди. Тие многу повеќе се вплеткани или поврзани со нив во важни процеси од нивниот развој и учење. Еден од нив е, како што и самите спомна, комуникацијата. Значи, голем дел од комуникацијата меѓусебна тие ја вршат преку телефоните, значи комуницираат, се договараат, примаат информации, пренесуваат информации, споделуваат информации и така натаму. Исто важно е дека тие не само што комуницираат, туку се социализираат, односно дружењето, поврзувањето со други од нивна возраст или со други лица од нивната средина оди во голема мера преку технологијата за комуницирање, односно дигиталната комуникација. Исто така, покрај овие работи, важно е да се напомене дека кај нас повеќе преовладува еден вид на норма, дека како ние ги знаеме да ги контролираме, односно управуваме технолошките уреди за комуникација, дека тоа е еден вид на интелигентност. Значи, родителите често се фалат, моето дете, еве, 3 години знае да стартува апликации, да гледа YouTube, не знам што и така натаму. Значи, станува еден вид на мерило. Според мене не е така препорачливо, но станува еден вид на општествена норма. Исто така, младите преку телефоните не само што комуницираат, се поврзуваат, социализираат, туку и го оформуваат својот идентитет. Тоа е многу важно, затоа што се изразуваат себе си преку тие уреди, комуницираат, гледаат информации, не само што ги примат информации, тие информации влијаат како тие себе се замислуваат како единки и поединци, и делови од својата средина, од своето семејство, од своето друштво и така натаму. И поврзано со тоа секако е процесот на тоа дека тие ја развиваат своето место во средината во која што функционираат. Дали е тоа училиште, дали е семејство, потесно друштво и така натаму, односно градат еден вид на, да наречам, репутација или слика за себе си кон другите, што е многу важно. Значи, таа им олеснува, но, за жал, тоа што технологијата ни олеснува, негативно ни компензира со еден вид на зависност.
значи ние губиме способност, а тие исти работи да ги вршиме независно од технологијата, телефоните и интернетот. Затоа е тука местото на медиумската писменост, која што е вистински начин да се справиме со овие работи. Дали интернетот е единствено средство за информација и комуникација и каква комуникација нуди интернетот? Значи интернетот и социјалните мрежи, се она што правиме преку нив, велиме дека е посредна комуникација. Што значи тоа? Дека го правиме посредно преку комуникацијски уреди, телефони, интернет и други средства за комуникација. Она што е важно да се разбере дека тоа е суштински различно од лице в лице комуникацијата, односно директна комуникација. Во таа смисла, она што ние може да го примеме како информација и она што ние го разменуваме како пораки преку интернетот е еден мал дел од комуникацијскиот спектар, велиме ние истражувачите, дека примаме само еден мал дел од информациите. Ако ние зборуваме директно и вие кажете нешто сатирично или шеговито, јас многу полесно ќе разберам дека вие зборувате со еден вид на иронија или шеговито. Ако тоа го напишете на интернет, многу потешко е да се разбере ако некој каже нешто шеговито. Например, јас кога ќе напишам нешто на социјалните мрежи, шеговито или саркастично, иронично, и добивам повеќе од половина ми се сериозни коментари. Значи, тие луѓе не ја препознале сарказмот или иронијата во мојата порака. Тоа ни кажува дека голем дел од она што ние го пренесуваме преку социјалните мрежи не го гледаме од другата страна. Значи, изразот на лицето, тонот на гласот, движењето со рацете, мимиката, изразот исто така и на другите комуникацијски органи. Значи, во таа смисла треба да сватиме дека тоа е еден стеснет вид на комуникација кој што може да ни помага, но некогаш може и да не залаже. Важно е да се каже дека социјалните мрежи и интернетот влијаат негативно врз поедноставување на комуницирањето. Значи, често се користат оние кратенки, LOL, не знам што, потоа се користат емоджија, значи кои што изразуваат емоции, комуницираат емоции кои што некогаш ние и немаме директна поврзаност во моментот со нив. Друго, влијаат комуникацијата да станува премногу визуелна. Значи, не само што е поедноставена, туку е повизуелна. Дечињата, особено на нивна возраст, губат способност да читаат долги текстови, да не кажеме големи лектири. Многу потешко им е сега, бидејќи се навикнати бргу да ги разменуваат информации. Мислам дека ова важно да се каже, особено во нивниот образовен развој, дека треба да балансираат и да се намалува времето кое што тие ексклузивно, односно посебно го посветуваат на социјалните мрежи и интернетот. Повторно се враќаме на учениците. Кога ви треба некоја дневна информација, дали најчесто одлучувате да ја побарате на некоја веб страна или можеби се вклучувате на некоја социјална мрежа за да ја добиете истата? Па, најчесто на веб страна барам дека таму мислам дека има повеќе информации, полесно се доаѓа до нив, отколку на социјална медија каде што може и други работи да има. Така. И да се загледам у нив. Да. Сметаш дека е попрегледно да ги бараш директно на веб страната. Добро, уште некои се размислувања, повели? Јас одам на социјалните медии поради тоа што има повеќе луѓе каде на социјалните медии отколку што има на веб страната. Да, таму може да прочитате и по некој коментар под самата вест. Па може би на некој начин дополнително да се информирате и за размислувањето на останатите луѓето од вашата околина едноставно? Па ја сум уверена тоа дека ствари веб страните се наменети за како додатни информации или некои други интереси да развиеме. Таму за разлика од социјалните мрежи ти има друга намена. Покако за забава, според мене се повеќе социјалните мрежи. Така. А колку верувате во информациите што можете да ги најдете еве на интернет? Дали и како ги проверувате? Како разликувате точно од лажна вест? Јас не до толку поради тоа што во денешно време сите имаат пристап да напишат нешто и не е како во книгите или во весниците што знаеме кој е писателот. Например, кога пребарувам нешто, најчесто пребарувам на Википедија, но таму знам дека може да пишува секој и затоа отворам други страници и ја проверувам информацијата и исто така користам и енциклопедија за да се уверам дополнително. Да, тоа може би на некој начин ти е посигурен извор на информацијата. Добро, тука некој ќе слушнеме? Повеле? Па јас исто така најчесто пребарувам на интернет, да кажам на Википедија и потоа тоа го проверувам во енциклопедија или пак, например, ако имам домашна германски и немам некој јасен збор, ќе видам на Google Translate, но веднаш потоа ќе отворам и речник. Добро. Од ова што го слушам и од вашите размислувања, очигледно е дека не баш до толку им верувате на точноста на информациите кои што секојдневно ви се сервираат на вас. Неточните информации и лажните вести се стари колку и самото новинарство.
Денес интернетот овозможува тие да се шират со молневита брзина. Што се лажни вести, како да ги препознаете и зошто се толку интересни за младите, погледнете во следните минути. Па лажни вести се содржини кои што се базираат на целосно измислени или неточни информации, тврдења, поточно не може да се наречат тоа информации. Обично делуваат доста спектакуларно, прилично се емотивни, неверојатни, до некаде дури скандалозни. Ако говориме за лажни вести, оние кои што беа актуелни во изминатиот период во светот, особено што се споменува ониот Велес, создавањето на лажните вести кои што имаа влијание на изборите во Америка за Доналд Трамп. Зашто кога говориме за тие практично не се вести кои што се објавени во медиуми. Значи, оние традиционални или класични медиуми. Тие се објавени на сомнителни портали, така што таму е всушност играта. Значи, затоа и беа тие лажни вести, најмногу беше проблемот со Facebook и во случајот со Велес и во други случаи. Таму се шират тие линкови и таму се споделуваат. Знаеме и од кај нас, од праксата, дека дури некои читатели не го ни читаат, не го ни отвараат линкот. Го гледаат насловот е спектакуларен, нешто неверојатно се случило и први едва чекат на инстантно чувство кое што го имаат, да веднаш први да споделат и се споделува и така масовно се шири нешто што воопшто дел од нив дури не ни отворили да прочитаат. Гледам дека и во регионот и во Европа се повеќе професионалната фела, новинарската фела сака да збори за дезинформации, да ги именува така наместо како лажни вести, но мислам дека кај нас можеби процентите ќе бидат и повисоки ако се направи некој истражување за дезинформации. Сега веќе на Facebook и самите луѓе стануваат медиуми. Тие не се новинари, секако, меѓутоа се медиуми. Ќе напишат статус, не провериле, не се јавиле никаде, не имаат обврска до некаде, нели, да не се новинари, нели. И тоа може да некогаш е тоа ништо само доста срамно за самиот човек, откако ќе му кажа дека нели не е во право, но некогаш може навистина да предизвика штета, да. Особено ако се работи за некои ситуации каде што тоа може да предизвика паника и така натака. Да се прават што повеќе проекти настани кои би ги привлекла младите и би ги научиле на тоа што е медиумска писменост, на тоа како функционира новинарството, како функционираат медиумите и за да самите да разберат и да почнат да препознаваат што всушност е кредибилна сторија, што е истражувачка сторија, што е обична вест, што е дезинформација и така натака. Така. Господин Джигал, лажните вести не се единствената опасност на која што се изложени младите при користење на интернетот. Како да ги препознаат и другите опасности кои што ги демнат? Например, говорот на омраза, стереотипијата и слично. Така, да. Значи, интернетот покрај тоа што е многу богат со информации, проблемот е што има и информации кои што се, да речеме, некорисни, лажни или на некој друг начин штетни. Затоа, учеки ги помладите, а и ние кога ги користиме повозрастните, мора да внимаваме на тој процес на селекција, односно каде, што и колку бараме. Кога ќе некој од нив спомна дека на различни начини тие информации ги привлекуваат, дали е со некој наслов, дали е со некоја фотографија, дали е со некоја друга провокативна порака, така што интернет страниците, порталите, разните апликации користат различни техники да им го привлечат вниманието. Селекцијата на тоа што се гледа, што се бара и на што му веруваме е многу важна. Значи, мора да разбереме дека медиумите во животот на младите влегуваат во еден сложен процес на социализација, односно нивно приопштување, влегување во различни друштвени и општествени групи, односно тие стануваат дел од својата животна средина. Во таа смисла тие им користат не само за социализација, туку и за нивно лично профилирање, односно оформување на својот идентитет. Она што е важно е во тој процес тие влегувајќи во различни групи, дали е тоа некое потесно друштво, дали се тоа соученици, дали се тоа повозрастни групи на кои што им се приклучуваат, во голем дел денес тоа се прави преку интернетот, преку социјалните мрежи, тие пристапуваат на различни групи, лајкуваат, шеруваат и така натаму. Значи, технологијата многу им помага да се
вклучат во различни групи каде што тие имаат интерес. Проблемот со тоа е што во тој процес тие, ако тоа го прават некритички, невнимателно и без надзор на оние кои што се поискусни, дали се тоа образовни работници, дали е тоа семејството, родителите и така натаму, неважно, но тој процес е демне со многу опасности и можно е да се до нив да дојдат информации кои што можат на негативен начин да им ги сменат представите и сваќањата за светот. Значи, најчесто тука се случува еден вид на, значи, спомнавте и самите, стереотипизација, значи поедноставено гледање на работите кои што знаеме дека постојат, дали се тоа припадници на некоја друга култура, етнос, дали се припадници на некој друг вид на културно миле од нашето општество или гледаат програми кои што се географски неограничени од други делови на светот. Во тој наплив, голем наплив на информации, тие се под притисок да оформуваат поедноставени слики за овие сложени, да речеме, реалности и лесно се развиваат стереотипи. Тие стереотипи можат да бидат позитивни и негативни, а негативните стереотипи можат многу да ни наштетат со тоа што ако се хранат со лажни информации, со измислени информации, влијат да оформуваме ставови кои што се негативни, конфронтирачки или поларизирачки кон оние што се различни од нас. А друга опасност секако е Марк Закерберг, кој што е основачот на Facebook, вели дека главното мото на нивната компанија е да го направи светот поповрзан и поотворен. Тоа вака идеалистички звучи многу убаво, но зад тоа, за тој идеал се креат и опасности. Што ако се поврзаме со луѓе кои што не се добронамерни или имаат нешто со кое што свесно или несвесно може да ни наштетат. Значи во таа смисла се случуваат негативни појави како што се така нареченото врсничко насилство, значи насилство со своите соврсници, соученици, блиски по возраст, создаваат еден вид на притисок врз младите, врз учениците, врз тоа како тие треба да се однесуваат, како да се поставуваат во својата средина и така натаму. Се случува и она cyberbullying или силеџиство, онлайн силеџиство, кој што исто така е сериозен проблем. За младите важно е да се напомене и низ процесот на медиумска писменост тие секогаш тие работи да не ги кријат, туку да ги комуницираат, да општат со своите родители, оние кои што се поискусни, да ги кажуваат, да се доверуваат во нив, да развијат еден вид на добра, корисна, позитивна комуникација, каде што родителите и поискусните, вклучително и образовните работници, ќе им помогнат со овие проблеми. Мислам дека тоа би било горе-долу најважното што може да го кажеме. Така, време е повторно да го слушнеме мислењето на младите. Колку често користите интернет за училишни задачи? И доколку го користите, кои веб страни најчесто ги користите за да ги завршите тие задачи? Многу често го користам интернетот за школото и за такви некои информативни работи. Бидејќи таму тоа е најголемата енциклопедија на светот, таму има сите информации. И мислам дека најдобар вебсайт за пребарување нешто такво е Википедија, дека таму има се. Иако може да има и лажни вести. Добро, значи сепак ги земате вестите со резерва. Па, јас најчесто користам Википедија за да правам проекти, просто знам дека информациите кои што се таму пишуваат доволно и скоро секогаш се точни, но сепак и ќе проверам на други сајти, понекогаш и во книгите. Така, добро. Ако може да дополнам дека Википедија е многу важен извор за информации, тоа е важен за еден вид на почетен процес на собирање на информации. Значи јас како поискусен од вас можам да ви препорачам дека Википедија е добро место да се почне да се собираат информации за една тема која што ви е, не знам, ваш личен интерес или задача училишна, но секогаш мора да разберете дека податоците на Википедија се, значи, генерирани од различни корисници, обични луѓе, не мора да бидат експерти, туку обични контрибутори, односно објавувачи на информации, така што спомна и некои од гостите дека треба покрај користењето на Википедија да користиме и други извори па да споредиме. Значи дали ова што го пишува на Википедија држи, не држи и секогаш да имаме таа пракса да проверуваме и други извори освен Википедија. Така, значи Википедија треба да ни биде почетен, но не така, единствен извор на сите оние информации кои што ни се потребни во секојдневието. Колку интернетот ви го олеснува или можеби ви го отежнува животот? Па, интернетот е дефинитивно наменет да ни го олесни животот, но ние го злоупотребуваме тој фактор и како го користиме за пример онлайн караници и така натаму.
веќе тоа е до нас. Иначе на интернетот, нели, како што претходно кажав, има многу податоци, да кажеме преку социјалните мрежи ние се запознаваме и со други култури и светот, да кажеме кинеската, индиската и така натаму. И за мене тој да, сепак не ни го отежнува животот. Па според мене интернетот многу помогна, бидејќи полесна е комуникацијата, е сега некои стануваат зависни. Имам и пријатели и луѓе што сум ги запознал што се епте многу зависни и тоа е лошо за нив, ама јас ставам граница помеѓу зависноста и се обидувам да користам само за комуникација или за лични потреби, да не дозволам интернет мене да ме користи и ја да си го расипам животот, туку ја да го користам него како што е првобитно наменет. Да, тоа е многу важно да бидете само свесни за негативните страни на интернетот. Повели? Па дефинитивно некаде олеснува, како за на училиште можеме многу полесно да стигнеме до информации, можеме многу полесно да комуницираме со пријатели кои што можеби не сме се виделе неколку години. Воглавно исто така ако имаме нешто нејасно од што имаме домашни или комуницираме најмногу преку интернет по пораки. Но според мене многу не ни помага со тоа што може некои деца да видат нешто погрешно, да добијат погрешни идеи, некои деца може да станат насилни поради тоа што го гледат на интернет и поглавно може да ни одмогне многу. Последното прашање од овој блок се однесува на тоа што мислите вие, дали имате доволно вештини и познавања за користење на интернетот во денешно време? Да, секако, бидејќи секој ден сме со интернет. Секој ден сме на социјалните мрежи и користиме за различни активности, например за школувањето и да се поврзаме со пријателите. И мислам дека сме многу добра. Добра. Уште некој повели? Мислам дека за социјалните мрежи и за комуницирање сме вешти, односно дека постарите луѓе баш не можат да отворат, пример Инстаграм, да стават нова слика, некои такви работи, но затоа не знаат повеќе да работат со PowerPoint, Excel и тие програми кои што баш не ги знаеме. Јас мислам дека ние сме доволно знаеме како да го користиме интернетот, но можеме на некој начин тоа да го злоупотребиме, бидејќи ние не знаеме колку сме заштитени на интернет, бидејќи може секој било да не ги дознае нашите информации, нашите приватни податоци, но сепак мислам дека нашата генерација доволно знае како да го користи интернетот. Сме доволно научени, но сепак секогаш се додаваат нови работи, не можеме доволно да се едуцираме одма, туку треба да бидеме во тек, да. Добра, одлично. Господин Джигал, за крај, ваша препорака, како да им се помогне на младите во овој виртуелен свет и море на информации? Како дигиталната технологија да биде во нивна полза? Како што чувме од нив, тие се прилично самоуверени дека добро го владеат. Да. Интернетот, апликациите и другите комуникацијски уреди, но јас како малку поискусен можам да ви кажам дека секогаш тоа треба да се подобра, како што спомна и соговорникот наш, дека работите се менуваат, динамични се, нови апликации, нови содржини, нови предизвици, нови лоши луѓе кои што сакаат да го злоупотребат интернетот, да не изманипулираат и така натаму. Треба да се спомени и рекламната индустрија која што постојано ни истура реклами и различни начини на убедување што да носиме, што да купуваме, како да се пресуваме себе си и така натаму, така што медиумската писменост е една динамична област која што континуирано ни треба. Значи не е тоа нешто што ќе го научите и ќе го фрлите во некоја фиока, туку постојано и ние возрастните мораме да разбираме како влијаат медиумите врз нас. Што значи медиумска писменост? Тоа значи да ги разбираме медиумите, пораките кои што ни доаѓаат од медиумите на правилен начин да ги разбираме нивните пораки, да знаеме да се изразуваме во медиумите, односно да оформуваме наши пораки, значи да објавиме нешто, дали ќе не сопре некој новинар за анкета, да знаеме како да се изразиме кога гостуваме вака во студио, како да се искажуваме така натаму. И уште еден многу важен дел од медиумската писменост, тоа е разбирањето како медиумите влијаат врз нас, врз нашите навики и сваќања за светот. Значи тој процес на сваќање е многу важен, како влијаат врз нашето однесување и животот во целина. А медиумската писменост секогаш од искуството истражувачко и научно од други земји и други средини треба да се надополнува со така наречена медиумска едукација, односно еден вид на развивање на знаење и искуство за поширокото разбирање на влијанието на медиумите врз нас. И трета фаза од тој процес кој што се препорачува, а мислам дека ние како општество треба да го изодиме и да го испрактикуваме, е
изградување таа медиумска еманципација. Што значи медиумска еманципација? Тоа значи да знаеме да ги користиме медиумите така како што ни треба, да собираме информации, да се дружиме, да разменуваме пораки, но и да развиваме знаење и вештини како без медиумите истото тоа да го правиме. Значи да бидеме ослободени од зависноста од медиумите. Тоа е многу важно и тоа е можеби една од најзрелите фази во нашето справување со добрите и лошите страни на медиумите. Господин Джигал, ќе ви се заблагодарам за вашето денешно учество во денешното издание на Медиатека, а ќе ви се заблагодарам и на вас учениците кои што денеска активно се вклучите во денешната дебата. Тука некаде и крајот на денешната емисија. А за вас, драги гледачи, само ќе ве потсетам дека додека ова го зборувам, веќе има промена во информатиско-технолошкиот свет. Интернетот е најбрз медиум, затоа да побрзаме да го фатиме чекорот, да направиме се што е потребно медиумската писменост да биде основна животна вештина. Довидување.